Благодарам, председателе. Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Предлог законот за изменување и дополнување на законот за угостителска дејност представува важен чекор кон модернизација и дигитализација на услугите во оваа област, намалување на административниот товар и исполнување на реформската агенда. Со предложените измени се овозможува најголем дел од постапките што ги користат угостителите, како што се поднесување барања, издавање решенија, лиценци, категоризација и комуникација со институциите, да се спроведуваат по електронски пат преку Националниот портал за електронски услуги. На тој начин се намалуваат административните процедури, се заштедуваат време и средства за граѓаните, компаниите и институциите и се обезбедува побрза и поефикасна услуга. Законот е дел од обврските што државата ги презеде во рамки на реформската агенда и оптимизацијата на парафискалните давачки. Со неговото донесување се создаваат услови за реализација на реформскиот чекор, што ќе овозможи пристап до средства во износ од над 4,2 милиони евра преку инструмент за реформи и раст на Западен Балкан. Истовремено се вршат и одредени усогласувања и прецизирање на законските одредби, како и оптимизација на надоместокот за категоризација на угостителските објекти за сместување, согласно препораките од Европската комисија и методологијата утврдена од владата. Станува збор за закон кој не создава дополнителни финансиски обврски за буџетот, а носи поефикасни услуги, олеснета комуникација помеѓу институциите, поголема правна сигурност и подобри услови за работа на угостителскиот сектор. Бидејќи не станува збор за сложен закон, а истиот е чекор напред кон реформската агенда, предлагаме истиот да се донесе по скратена постапка и од наведените причини ве повикувам да го поддржиме предложеното законско решение. Благодарам. И јас ви благодарам.